Филип, честитки за победата вчера. Да констатираме дека прв пат победивме на едно отварање на Европско првенство и како никогаш до сега прв пат победивме со еден пресват во последната фаза, што е новина на оваа репрезентација. Прв пат победивме и со така широка клупа и придонес на сите, вклучувајќи го и твојот во самата завршница. Како го види мечот? Па да, за прв пат направивме пресврт и победивме репрезентација што пред надпреварот важеше дека е поквалитетна од нас, трета на последното светско првенство и многу сме среќни, го посакувавме тој старт со победа против Словенија, знаевме дека можевме, верувавме и покрај тој слаб старт, ќе кажам, слаб старт не дека игравме слабо, туку промашивме неколку зицери. Тие изреализираа и разликата беше во нивна полза со 3-4 гола, меѓутоа брзо потоа крајот на првото и почетокот на второто време дојдовме при себе и дојдовме до плюс 4. Покажавме еден квалитет кај што знаевме прето дека можеме, меѓутоа тука во тој дел на надпреварот поверувавме во победа силно и до крај го одигравме надпреварот машки и на крај одлучија ситници, тие погрешија во нападот, ние бевме сконцентрирани и победот е негова разлика. Колку сметаш дека црногорците калкулираа на мечот против Германија, многу брзо заостана и практично го оставија надпреварот да тече за да се подготват за мечевите кои што следат, вклучувајќи го и нашиот дуел утре вечер? Па мислам дека не калкулира, мислам дека тоа беше еден данок на неискуство. Не може репрезентација типот на Црна Гора, сега да не се става Македонија, може да калкулира Данска, Германија, кој што има 16 еднакво квалитетни играчи, да крие нешто, да калкулира во помалку важни надпревари, меѓутоа репрезентации што се во другиот ешелон нема што да кријат и мислам дека тие изгореа во желбата многу брзо тактички селекторот на Германија ги победи. Германците 60 минути игра екстра квалитетно, не застана во ниту еден момент затоа што имаат 16, како што кажав, квалитетни играчи и тоа беше еден данок на искуство, многу брзо го изгубија мечот и после веќе кога отиде таа голема разлика, игра колку да го диграт. Воопшто не е тоа правата слика за репрезентацијата на Црна Гора. Јас за таа репрезентација имам потполно друга слика, дека тоа се квалитетни играчи кои што играат во добри екипи, репрезентација која што има карактер и во одбрана се бори 60 минути и за нив утре финал исто како за нас и ќе биде надпревар, значи до крај неизвестно. Благодарам и многу успех утре вечер. Hvala.